Съгласно член 8 став 1 алинея 1 от Закон за събранието, пратеникот покрај редовната работа во собранието остварува и контакт со граѓани. Согласно член 36 став 2 од Законот за собранието, секој петок се определува како ден за контакт на пратениците со граѓаните и избирачите во избирачката единица. Од нашиот координатор информирани бевме дека на последната координација е договорено петок да нема седници за пратениците да може да остваруваат контакт со граѓани во нивните избирачки единици. Јас не знам какво е ова одржување седница во петок, која е закажена од денес за денес. Решението е од 17 јануари, од денес, петок за денес. СМС добивме во 15 за 10 сабајле дека за 3 часа ќе има седница. 2/3 од колегите од нашата пратеничка група има закажано средби со граѓани. Среќа, и јас имам закажано, среќа што ми откажаа за утре. И немаше да дојдам, и што ќе беше после мавето, те го не доаѓа, затоа нема право за патни трошоци. Ова се сега финти, вака финти ќе правиме. Од петок за петок ќе закажуваме седници за да правдате земање патни трошоци од преку 10.000 евра годишно, така? И како знае мнозинството дека денес ќе има седница? Зошто опозицијата не знае? Така, согласно член 65 и 66 од Деловникот, собранието, председател на собранието прави координација со координаторите на пратеничките групи, на сите пратенички групи, не само на тие што се овладеачко мнозинство, и со тие од опозиција. Како вие знаете дека денес ќе има седница од денес за денес, а опозицијата не знае? Како? Барам во имена да се почитуваат членовите 65 и 66, координациите да бидат за сите, тоа што ќе се договори на координации да важи, и сите да биде информирани за планот за работа на собранието. Благодарам. Ние не сме воопшто криви што вашите министри достат со доставување на закони, по сега над 800 инспектори не може да земат плата и сега ова го правите во 5 за 12. Вчера ние ништо не злоупотребивме и не свикавме никаква пауза, тоа е инсинуација. Вчера не свикавме, ама сега ќе свикаме, барем 1 час пауза. Благодарам.